Според мене, безбедно однесување на интернет значи да можеме да постираме, да се однесуваме исто како во реалниот живот, да се поставиме себе си на социјалните медиуми, при тоа да бидеме едуцирани за ризиците кои што ги носи тоа наше изложување на интернетот. Па, например, ако е многу нападен, например, или ако ме прашува за фотографии, а ја тоа лично што ме пишува не ја знам и не ја познавам, нормално дека нема да пратам на него фотографии мои, не е битно дали се вулгарни или не вулгарни. И ако почне повеќе да напиња, да малтретира, да ме пишува од повеќе акаунти, ако го блокирам или акаунтот тој, и ако повеќе ме замара, нормално, така ќе познам онлайн насилство. Прво би претпоставила дека се чувствува исплашено или збунато во таа ситуација, така што би се обидела да бидам најголема можна поддршка што можам и секако би го советувала доколку не сака никако да не се чувствува приморано да ги испрати тие фотографии, доколку има одредени закани со кои што се соочува дека мора да ги испрати фотографиите, да се опреди кон возрасен, кон институциите, кон училиштето, кон Мегеш и Ало Бушевко, бидејќи тоа може да се реши многу полесно, толку последиците кои што може да настанат потоа. Па, мислам дека луѓето многу кога ќе се деси ваква ситуација, дека сигурно слушнале дека се десила ваква некоја ситуација на некој друг каде што ќе бидат злоупотребени тие слики. Мислам дека луѓето се дистанцираат од такви ситуации и гледаат како изолиран случај, како тоа се десило еднаш, тоа се десило на нив, имале лоша среќа, на мене нема да ми се деси. И мислам дека поради тоа тие не осеќаат страф и не знаат всушност колку често се дешаваат вакви ситуации. Од 10 луѓе во соба, 10 ќе можат да споделат дека слушнале некое искуство имале со таква ситуација, така да мислам дека поради тоа што не се едуцирани колку често всушност се дешава злоупотреба на експлицитни материјали. Да, сметам дека поради многу настани случаи што се има случано дали кај нас во нашата држава или низ светот, сите имаме слушано за кои се последиците на тоа дејство, односно на таа акција, ние што ќе ги испратиме или некој ќе ги има нашите интимни фотографии. Како, например, ќе се споделат дали на други луѓе, потоа ќе може да се осеќаме, мислам ќе не направи да се осеќаме виновно и така.